На јавна дебата во општина Охрид се расправаше за предлог измените на Законот за угостителска дејност, кој се однесува на намалување на бројот на легла на приватните станоиздавачи од мал обем. Новите измени би се однесувале на намалување на бројот на наместо досегашните 10 соби со 20 легла, на 5 соби со вкупно 10 легла, кои би биле дозволени за физичко лице, односно приватен станоиздавач од мал обем. Од секторот за туризам и локален економски развој веле дека пред да се воведат овие измени во законот, би требало да се слушнат мислењата од оние кои се најмногу засегнати од овие измени. И денеска сакавме да го слушаме мислењето и на лицата кои што се занимаваат со оваа дејност, на двете страни, односно на сите страни, да видиме што може како заклучок денес да извлечеме од оваа јавна расправа и како такви да ги испратиме како едно барање или заклучок од оваа јавна расправа и до Министерството за економија и до влада да се земат во предвид, затоа што сепак праксата покажува дека сите измени кои што се носат во овој закон најмногу се афектираат во Охрид. Од ТЛЕР додаваат дека со овие измени се офатени околу 200 граѓани од Охрид. Ние имаме едно мислење кое го доставивме, а во најголем дел нашите ставови соодветствуваат со ставовите на приватните станоиздавачи, вели Ѓоко Апостолов од ТЛЕР. Ние меѓу другото баравме, ако веќе мора да се намали бројот, да се направи една анализа зошто 5, зошто не 6 или 4 или зошто 10 легла и така натака. Од друга страна, баравме да се направи една јасна дистинкција во однос на што е тоа што физичките лица кои што даваат услуги од ваков обим треба да го прават, а што не треба за да бидат регистрирани како приватни станоиздавачи од мал обем. Дали може приватниот станоиздавач од мал обем или физичко лице во својот објект да има и рецепција, да има и ресторански услуги и така натака. Приватните станоиздавачи се цврсто убедени дека измените на законот не треба да се прифаќаат. Прво, затоа што приватните станоиздавачи не се вистинска конкуренција на хотелскиот туризам, а второ, затоа што според нив, приватниот туризам е начин на екзистенција на овие семејства. Апелирам овој предлог што е потекнува од Скопје да не се прифати и ние неколку активисти го предложивме да не е добро ограничување. Тоа значи, ако луѓето имаат можност со изнемување објекти со 10 апартмански смештаи, да не им се намали, него им се овозможи таквиот каков што е, да се подпомогне и евентуално понатака дозволи развој и да се види позитивната страна на приватниот туризам, а не да се стопира. Според Фргачич Дудан Јасминка, со ревизија на сите станоиздавачи би се согледала вистинската ситуација во Охрид, во поглед на конкуренцијата меѓу приватниот и хотелскиот туризам. Според неа проблемот овде настанува со сопствениците од други градови кои ги издаваат своите викенд станови во летниот период.